На неколку часови пред истекот на старата 2025 година, граѓаните добија честитка од УЈП. Не е за среќна нова, туку за неплатен данок за приходи кои ги имале од странство. Никој не го знае точниот број колку добиле вакво решение, но многумина на социјалните мрежи реагираа дека да се чека крајниот рок кога нема да имаат време ниту да проверуваат е загрижувачки. Веднаш отрчав да платам бидејќи не сакав да сум должник, а и немаше многу време до истекот на фискалната година. После сопствена и опсежна истрага, дознав дека се работи за хонорар на кој ми е платен данок во земјата каде сум го остварил. Добив и доказ за тоа, па сега се чудам кој како ќе ми ги врати 5000 денари. Има такви кои пораките ги добиле неколку денови пред истекот на 2025 година, но се жалат дека на мејлови кои одамна не ги користат или пак дека испратените пораки со решенијата личат на спамови. Примерот кој осомна на социјалните мрежи е дека има платен данок во Босна и Херцеговина, каде е остварен приходот. Зачудува тоа што Македонија има договор за двојно одданачување со оваа земја, пишува оштетениот. Однесов потврда за платен данок во УЈП. Референтот ми вели не можам да го сторнирам решението затоа што е друга даночна година. Ке ти остане долгот. Му велам, па ова е за управна тужба против УЈП затоа што институцијата не почитува закон што е во правна сила и определува данок на веќе платен данок во друга држава. Најнезаинтересирано ми вели ако тужи. Оштетените граѓани се прашуваат кој ќе понесе одговорност за ваквото однесување на УЈП. Ако тужат, управниот суд ќе биде преплавен со предмети кои најчесто ги решава за повеќе од година и пол, а и тужбата не го одложува решението, па државата си ги наплаќа парите. Инаку УЈП во последните 2 месеци започна со известување на граѓаните за неплатен данок на доход остварен во странство за 2020 година. Едни од граѓаните кои први реагираа беа кумановците кои работеле во Авганистан и Ирак, а се работи за повеќе 1000 евра кои после 5 години треба да ги платат. Од УЈП нема известување зошто се чекаше до последните часови до истекот на минатата година за да се известат граѓаните и зошто по службена должност управата сама не преиспитува дали некому му е платен данокот во земјата во која работел. На последната пресконференција на 26 декември, директорката на УЈП уверуваше дека граѓаните имаат како да докажат дека е платен данок. И нашиот закон за данок на личен доход и меѓународните договори со кои што се склучени со одредени земји, значи не со сите, туку со одредени даночни юрисдикции, заштитуваат да не дојде до двојно одданачување, односно данокот за еден ист доход да се плати двојно во двете земји. Значи постојат институтите, даночен кредит, признавање на данокот, прифаќање на данокот платен во странство или враќање на данок платен во странство и слично. Инаку последните податоци кои таа ги кажа тогаш беше дека 2500 граѓани веќе платиле данок од 1 милион евра, а тоа било 1/4 од сите оние кои се повикани да го сторат тоа. Известување до тогаш добиле околу 10.000 граѓани, но од УЈП велат дека ќе следуваат и решенија за следните години. Граѓаните пак стравуваат дека ваквиот начин на наплата на даноци стари и по 5 години може да донесе стотици семејства во немаштија, а се отвораат прашања дали ќе може да се плаќа на рати, што правило УЈП во последните 5 години и дали ова е начин да се наполни буџетот по секоја цена.